Повеќе од 20 дена трае блокадата на граничните премини помеѓу Грција и Македонија, а од 12 февруари блокадата на граничниот премин трае 24 часа, што негативно влијае врз економско-финансиското работење на македонското стопанство. Досега минимални штети кои во иднина би можеле да се зголемат. Ваквиот прекин или влез на граница помеѓу Грција и Македонија ќе има големи штети за стопанството. Досега тоа не се осеќа од причина што сите шпедици и шпедитери договорно досега со тие најавени штрајкови во термини си се прилагодуваат да влезат возилата, камионите, така да на сите терминали досега јас имам обратено, немаше некој посебен проблем во делот на влезови на возила, камиони за навреме да се и царинат. Велковски информираше дека постојано се координираат на терен и засега нема конкретни поголеми проблеми за превозниците на стоки, но од затворените граници најмногу трпат пограничните градови. Загубата останува, што рековме, од 200.000 евра приход дневен за Битола, за Прилеп, за Ресен, каде што тоа ќе го немаме. И мора да видиме како ова да се изнудиме нивните проблеми кои се во Грција да не се рефлектираат кај нас во Македонија. Доколку блокадите продолжат и понатаму ќе биде потребно да се пронајдат алтернативни начини за транзиција на стоките. Меѓутоа ова ќе се рефлектира ако вака продолжи, така да ќе мораме да бараме ние сосема други алтернативи и ќе мора да ги известиме сите шпедици и шпедитери да се овозможи влезови преку Драч, значи преку Албанија, така да ние со коморите имаме добри соработки, посебно со пристаниште Драч, каде што дава посебни услови за Македонија, посебно за нашите Пелагонија Преспа, така да би можеле да ги пренасочиме како алтернатива преку Албанија сите влезови. Велковски исто така ја посочи одличната соработка со стопанските комори од Грција и Албанија, со кои постојано се во контакт и заедно делуваат во насока на намалување на штетите кај превозниците и компаниите од блокадите на границата.